По асфалтирањето, кое што возможи модерен лик на 9 улици во општина Крива Паланка, со заеднички средства и заложби на локалната власт и приватниот сектор, подновени и делот околу автобуската, полициската станица и мини-трговскиот. Асфалтирањето на овој простор ќе придонесе за урбан лик и за подобрени услови за граѓаните, како и за предпријатијата кои се во околината. Токму заедно со едно од нив, кое што се подготвува покриениот пазар да го отвори за граѓаните, се реализира проектот кој е од полза и на преостанатите собственици и закупувачи на дуќани во мини-трговскиот, на автобуските превозници, како и на домакинствата. За асфалтирањето на површината од 1000 метри квадратни заедно се ангажирале приватната компанија и општина Крива Паланка, која што учествува со рабниците и со делот на тампонирањето, додека работите на терен ги изведува фирмата Labino Trade, која може да се пофали со искуство на локални проекти. Мислам дека ќе се сложите сите дека ова беше потребно и еве сега го работиме ова е пример на заедничка иницијатива помеѓу општина Крива Паланка и предпријатието Пакет Маркет, именно тие го земаа така наречениот затворен пазар кој порано беше претворен, направен од јавното предпријатие Комуналец, по договор го земаа под кирија и еве го уредуваат овој простор околу самиот маркет. Ние инвестираме со ивичаците и со тампонот, тие инвестираат со асфалтот, така да со еден заеднички договор, со едно заедничко улагање, мислам дека направивме убава работа. Веднаш подолу се отвара уште еден простор кој можеме да го искористиме како простор за паркинг плац, бидејќи во Крива Паланка знаете дека со паркинг простори сме оскудни и сметам дека и тој дел ќе го асфалтираме и има потреба да се направи еден паркинг плац. Работите ги изведува предпријатието Labino Trade, тоа е во договор со Пакет Маркет. Ние како општина ви кажав, се работи за некаде околу 1000 квадрата асфалт кој поставува. Ние поставуваме тампонот и вичњаците се од наша страна. Еве, мислам дека заеднички го правиме ова и навистина ќе искочи добро и еве како што може да видите дека оваа површина беше заборавена, а и мора да признаеме како граѓани на овој град дека самиот овој простор, самиот овој трговски центар да не заживеа, токму ради тоа што не беше инфраструктурно обезбеден. Со овој проект одговорните целат да овозможат подобрени услови и вредни економски придобивки за собствениците и закупувачите на дуќани во мини-трговскиот. Мислам дека со ова веќе на некој начин правиме подобар пристап за граѓаните и мислам дека овој дел ќе заживее овдека. Впрочем, тоа е на некој начин во центарот на градското подрачје, но сепак беше вака отргнат, па полека ќе видим. Луѓето нормално блиску што живеат искористија, па ние сепак работиме тоа да биде и во интерес на граѓаните, и во интерес на фирмите. Првиот човек на градот е задоволен од иницијативата, потенцирајќи дека локалната власт е подготвена да се вклучи и да учествува во заеднички проекти кои што придонесуваат за осовременување, подобрување на условите во градот, подобрување на комуникацијата и кои се пред се во полза на граѓаните. Многу сум задоволен од ова вака, искочи многу убаво и задоволен сум што имаме една иницијатива од страна на фирмата која тука работи, дојдоа заедно се договоривме и вие и ние. Сметам дека така работите се завршуваат. Еве, јас ќе ги повикам и другите кои сакаат заедничко вложување. Општината секогаш има интерес и секогаш ќе биде на располагање да направиме нешто заеднички, да направиме подобро за нашата општина, да направиме подобро и за инвеститорите, да направиме подобро и за целата општина. Со заложбите и градежните работи низ општината, Алексовски потенцира дека граѓаните ќе може да се пофалат со квалитетни, уредени и безбедни улици, се на се подобри услови.